Вака не треба. Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте у 28 епизода. Ова што го гледате е Јосиф Дамјанов и Better Nutrition Show. Се надевам имате супер викенд и ќе го поминете квалитетно и добро. Со исклучок на сите случувања кои што, на жалост ги имаме во нашава држава. Она за што денеска ќе зборуваме хидрација, односно што подразбираме под хидрирање на телото и како тоа да го постигнеме на најдобар и најправилен начин. И во принцип ова се инспирирав да го зборувам и се поттикнав од многуте прашања кои што ги добиваме во врска со течности, кои што многу од луѓето ги кажуваат. Значи добиваме и прашања околу вода и околу сокови, цедени можеби и слично. Добиваме прашања околу кафиња, чаеви и така натаму. И се тоа работи бидејќи мислам ги прашуваат луѓето од причина што кај повеќето од нив, вклучувајќи ме и мене кога сум бил на своите почетоци, се вувале заблуди околу тоа дали смеам нешто да пијам, дали смеам да внесувам и колку треба да пијам и така натаму. Кога прашуваме колку вода треба да пиете, практично не прашуваме колку течности пиете и дали воопшто пиете, туку баш не интересира како го хидрирате вашето тело. Многу од вас под прашањето колку вода пиете, подразбирате можеби колку течности внесувате во телото. Имаме најразлични одговори од типот па пијам и јогурт, пијам и кафе, пијам и цедени сокови, јадам и салати, некои од вас ни одговараат, мислејќи дека со тоа го хидрираат телото. Но единствен начин да го хидрирате вашето тело е исклучиво вода и ништо поинаку, можеби како замена незасладен чај, алоe вера или можеби некој добар изотоник за да го хидрирате вашето тело, но во секој случај сте свесни дека нашето тело е составено 60 до 70% од вода. Тоа сме го учели по биологија во основно училиште. Тоа подразбира дека со вода сме полни некаде до подмишки, отприлика така тоа изгледа. И единствен начин да се одвиваат сите метаболички процеси во телото на правилен начин е да има доволно вода. Чести симптоми при недоволна хидрација и недоволен внес на вода се од најразлични, од сува кожа, од проблеми со дигестија на храната, обстипација, односно запек, чести главоболки, непријатен здив од устата и така натаму, бидејќи на тој начин дозволуваме да многу токсини се концентрираат, да телото практично не ги одвива своите метаболички процеси на начин на кој што треба, и тоа е неправилен начин и затоа се јавуваат овие работи. Кога зборуваме за колку количина вода треба да пиете, отприлика математиката според Светска здравствена организација, тој и податок даден, е дека на 25 кг телесна маса доаѓа 1 литар вода, што подразбира ако имам 50 кг треба да пијам 2 литра вода, ако имам 75 кг треба да пијам 3 литри и така натаму, или вашата тежина поделете со 25 и ќе добиете количината на вода. И у принцип многу од вас можеби се фрапираат од податокот и количината која што ќе ја видат на прв поглед, но тоа е нормално доколку пиете чаша, 2, 3, 5, практично 1 литар во текот на денот, но во секој случај да речеме веќе 10 чаши ако испиете се некои 2,5 литри вода, или може вашата количина ако се 4 литри, тоа се не знам, од прилика 8 шишенца мали од 0,5, има начини како да си ги поедноставите тие работи и не треба тоа да биде промена од утре. Ако сте пиеле 2 чаши, сега да пијам 4 литри, целта е да постигнете за рок од 3 до 4 недели внес на доволна количина на вода. Може би ќе бидете чест посетител во тоалет, но во секој случај пак ќе речам за 3-4 недели ќе се нормализираат тие некои процеси и навистина многу ќе му помогнете на телото, ќе осетите стварно голема разлика и за оние кои што можеби сакате, имате цел да намалите килограми. Тоа е еден од исто клучните фактори кои што ќе придонесат за сето тоа, за оние кои што исто така па сакате некоја фитнес цел, мускулен тонус и слично, повторно ќе кажам, без вода не може да се одвиваат метаболичките процеси, меѓу кои што се и слабењето и создавањето на нова здрава чиста мускулна маса. Замените ги кажав, ако имате проблем со вкусот на водата, може да додавате, може да пиете практично незасладен чај,
Може во самата вода да додавате алоe вера, тоа е она што ние го препорачуваме на нашите клиенти, може да користите добар изотоник без додадени шекери за вештачки шекери за сладувачи и да си обезбедите потребната хидрација. И она што се надевам и верувам дека ви помагаат овие информации кои што ви ги даваме поврзани со исхраната и начинот на живот, тоа што ми преостанува е да ве поздравам, да ви посакам одличен викенд, да ви посакам квалитетни животни навики. Тука ве поздравувам и се гледаме во 29-та епизода. Имајте убав викенд. Чао!